Влегувањето во тајната линија на создавањето не е само чекорење по патеката на веќе наученото. Тоа е исто како кога се среќаваат мостовите на љубовта, цутовите на младоста и зрелите плодови од есента. Само избраните со сите сетила ја чувствуваат музиката. За мене би можело да кажам дека музиката дека е храна за душата. Музиката ми создава психолошка равнотежа во мојот живот. Исто така би можел да кажам дека музиката ми дава крилја за да летам низ универзумот. Во мојата фамилија има музичка традиција. Започнемо уште од мојот дедо, одлично пееше, ја сакаше музиката, се водушуваше на нејзе, прекрасно играше, понатаму мојот татко и мојот стрико свиреа хармоники и јас го наследив, тој би рекол наследен ген, за да потоа мојот внукот брат веќе е магистар по музика, па еве во последно време и мојата черка свири клавир и одлично пее, но пишува и текстови за музика. Кога хармониката ја ставам на моите гради, јас се чувствувам многу среќен, исполнет, радосен, весел. Првите години, кога почнав да музицирам на хармониката, навистина свирев, вежбав по повеќе сати. Би рекол од 2 до 3, па 5, па некојаш и повеќе. Во последниве години се разбира заради моите службени и животни врски, помалку се посветувам на нејзе, но во секој случај одржувам кондиција, мора да се свири, мора да се вежба, за да се одржува нивото во случајов оно што сум го постигнал јас како професионалец, како изведувач на хармониката. Тоа чувство што го имам јас како среќа, како љубов, како радост кога е таа на мене, тоа го чувствуваат и луѓето кога јас настапувам пред јавноста, кога настапувам на подиумите. Вистинскиот уметник се преплетува како една скулптура со својот инструмент. Тој така почнува диалог и везе со прстите. Така почнува таа чудесна нитка која патува од срцето до прстите. Вистинскиот уметник има свој стил, свое препознавање и со затворени очи него го препознаваш. Цел народ ми се собра долу пристаниште, крстот ќе се фрла за Христов крштение. Господи, езеро свето сино, лепше со вино, песна ти пеј мени. До сега имам извадено 12 компакт дискови, каде што се поместени во просек или во основа би рекол по 10 до 12 numeri. Се работи за музика која што е некаде веројатно повеќе од 100 музички дела, мои музички дела. Најголемиот број на тие музички записи и дела се направени токму во Македонската радиотелевизија. Јас сум стар соработник на Македонската радиотелевизија и се гордеам што е така. Уште од 89-та, сега веќе далечната 1989 година, го снимив првото оро со големиот народен оркестар при Македонска радиотелевизија. Тоа беше навистина за мене еден големо доживување, оти малку беа луѓето кои што можеа да снимаат со Народниот оркестар
во тоа време, значи требаше да се има квалитет. А од тогаш нааму се нанижа преку 100 музички дела, би рекол. И имам во основа постојана екипа на мои соработници, би ги поделил во 3 групи. Првата група е изведувачите на моите музички дела, поточно на моите песни. Значи, таа екипа најчесто се движи или е поврзана со Сузана Спасовска, со Милица Кузмановска, со Мишко Крстевски, со покојниот Војо Стојановски, со Евто Попиновски, и со Зуица Лазова и со Злате Милошевски. А кога се работи за текстописци, најчесто екипата со која што се работувам е Огне Неделковски, Борче Нечовски, Орце Зафировски, Ванчо Тарабунов. А кога се работи за аранжерските имења, тогаш не би можело да не го спомнам мојот драг пријател, другар и колега Милан Завков, па тука е Сашо Лиорински, па Тодор Трајчевски, Илчо Јованов, Дамир Имери, па тука е и Драган Дутовски. Се спомените од патувања, моите патувања со Академското културно-уметничко друштво Мир Шацев во Канада, во Соединетите Американски држава и низ Европа. Особено турнејата која што траеше повеќе од 35 дена во Канада и во Соединетите Американски држави ми враќа многу драги спомени и секогаш кога ги отворам албумите од таа турнеја, навистина се чувствувам многу среќен, радосен и исполнет. Кога настапувавме, ние се сеќавам, ни се придружија во наша близина поголем број на џез музичари кои што свиреа професионално во хотелот каде што бевме сместени и се воодушевуваа на тоа како ние така лесно, многу лесно, а од друга страна многу виртуозно ги свириме мајсторски нашите ораи песни. Тука морам да го спомнам, значи шеф на оркестарот беше Милан Завков. Кога заврши концертот ни прида некој нив и се прашува како може така да музицираме, а нашиот одговор беше дека ние носиме ген, таков е нашиот балкански ген и дека нашата музика е виртуозна. Се обидува некој нив и да направат и музички запис на тоа што го свиревме. Имам, ако не се лажам, повеќе песни обнародени, но ете во ова пригода би ги спомнал песната за Водици, која што е подарив на Охрид и на Охриџани, на македонскиот или балканскиот Ерусалим. И исто се работи за една песна која што е насловена како Мој Мерако, во избеда на Милица Кузмановска на фестивалот Охрид Фест Охридски требадури во 2002-та. Со таа песна освоив 3 награди и таа песна навистина е прифатена од музичката елита во Република Македонија, но и пошироко од граѓаните. Од солзи крадам сол, за да печат барем помалку. Од песни цедам бол, да ти речат мој мерако. Кога љубовта живее во душата, таа ја прегрнува природата. Луѓето ги врзува, ги спојува меридијаните, танцува и свири, создава, музицира. Инструментот е чудесна работа. Тој умее да раскажува, само ако успеете да го разбудите и се љубите.